Во интервју за Хрватска радиотелевизија, председателот на државата вели дека недоделувањето на мандатот за формирање на нова влада од страна на парламентарното мнозинство е од две причини. Првата е правна, бидејќи според Иванов не може да се додели мандат надвор од уставните рокови. Решението по оваа пречка го гледа во завршување на конститутивната седница со избор на собраниски спикер. Втората пречка пак за доделување на мандат на ЗАЕФ е посуштинска, а тоа е платформата од Тирана, која ја доведува во прашање државноста, одговора Иванов. Значи, со избор на нов председател на собранието и известување до мене, ја имам рок од 10 дена да го дадам мандатот. Но другата пречка е многу посуштествена. Тие 67 подписи се добиени под уцена на албанските партии да ЗАЕФ прифати платформа која е донесена во кабинетот на премиерот на туја држава. Доколку ја дадам мандат на некој што прифатил платформа на туја држава, согласно нашиот кривичен закон, членот 308, ја доведувам, ја рушам независноста на државата. На новинарското прашање, зошто ги одбива пораките од високите представници на Европската унија за доделување на мандатот на парламентарното мнозинство, Иванов одговара дека европските представници донесуваат поинакви заклучоци под влијание на медиумите. Откако ја објаснив ситуацијата на Федерика Могерини, нејзината порака беше да се отстрани правната пречка за доделување на мандатот. Европскиот совет не може јавно да ја осуди платформата креирана од странска земја, која има цел состојба на преодна фаза кон создавање на трета албанска држава, вели председателот Иванов. Суштината на платформата е да се смени уставното уредување на Република Македонија. Значи, Македонија од мултиетничко општество со унитарна држава да стане биетничка, односно споредба би можеле да кажем дека Македонија да стане еден вид Кипар. Со таа тиранска платформа престанува Македонија да постои како таква што ја знаеме. Затоа што со таа биетничност што се промовира, бијазичност, ние имаме тогаш два сегменти во Македонија кои се и етнички, и религиозно, и јазично различни. Се јавува длабок расцеп и тогаш граѓаните со сигурност се сомневаат во намерите на тие што ја подготвувале таа платформа. На Македонија и се ускратува правото на европски просперитет. Иванов вината ја лоцира во стопирањето на процесот на европеизација, а отсуството на Европа на Балканот доведе други играчи, Русија и Кина. Председателот зборува и за односите со Грција, гледа зближување по мигрантската криза, но дека се уште живеат предрасудите пренесени од старите грчки политичари.